Ко врие. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на вашата најомилена, најомилена емисија со најнеомилениот водител. Здраво, драги мои. Ние сме во неделата пред чествувањето на Гоце Делчев на 4 февруари, за кое ние, македонците, сакаме да се чествува достоинствено, како што и се чествуваше до сега. Да, ненормален сум и верувам дека многумина антагонизмот спрема мене го градат спрема мојот израз, начинот на зборење и така натаму, ама јас сум у суштина умилјат ко маче. Иначе, како би имал онаква убава жена, убави деца и прекрасни пријатели кои ме сакаат. А уште повеќе, ако треба по нешто да ме цените, погледнете само кој ме мрази, кој се откажува од мене. Па дури и луѓе кои до вчера ми биле блиски пријатели и така натаму, луѓе кои, знаеш, комплимент се, како и да е. И оние што те ценат, но уште повеќе оние што не те ценат. Нема врска. Малку е го трип за загревање. Мене ми треба сега малку простор да шлајфувам, бидејќи повторно ќе се отвори темата за Гоце Делчев. Кој е Гоце Делчев? Што е Гоце Делчев? Деновиве бев малку построг, Тале малку настрада, но бидејќи Тале и онака не ја гледа емисијата, ма се јавува у емисија, сега која ќе се јави нема да има зададена емисија, па ќе го пуштам што сака нека збори во неговото. Човекот си има потреба да си го каже тоа што е без оглед дали е дел од тема или не. Како и да е, но јас она што мене вчера ми беше тригер, па реакциите дојдоа многу подоцна. Што значи некој ја гледал емисијата на YouTube, на Rumble, ја следел на некое друго место, се работи за тригерот го направи една господја во години, која ми се јави и мене ме збуни. Видете, музиката е сегмент за кој ја арогантно се однесувам дека прилично добро го познавам во суштина. Но не го познавам во онаа енциклопедиска форма, тој, таа песна и така натаму и така натаму. Малку повеќе суштински ме интересира и имам ограничени гледања што ја можам да слушам и како да слушам и што мене ме задоволува или што мене имам потреба на мојот дух и мојот интелект да слуша и она што ми причинува задоволство слушајќи ги тие хармонии и вибрации. Значи, жената се јави, ја намерно користам долги реченици, а вие знаете дека воведот и монологот може да ми бидат и по 45 минути. Но предпоставам дека не секој веќе е пред екраните, дека не секој веќе му стигнало нотификација дека идеме со стрим, иако искрено речено појма немам дали имаме стрим, но моите другари од режија предпоставам дека не ни прашуваат и стримот си иде, си крцка, се цврчи, како чварци, онака убаво, на тивко, крц, цварчиња, они спремаат полека од страна лукче со чварци, ракивка или винце, навечер вино, не ракија навечер. Иако јас сум по ракиите, искрено да ви кажам. Иако може би не оваа македонскава наша што е кога ја пиеш као клетва да има унезе, иако мораш да признаеш, се сеќаш колега, таа што ја пробавме беше стварно ко виски. Што ја донесов. Изненадувачки добро, бидејќи обично знаеш она ракија кој се нави, па штипи, гребе, па каса, апе, као клетва да си проголтал онаква као љутина некоја овакво. Па они викаат македонците, тежок живот по ракијата и тоа полесно. Ние сме галени деца, сакаме така да малку делуваше онака како виски или па ја добро ја оладив, како и да е. Нели? Single malt. Кај отидовме, кај застанавме. Добро, спремивме чварките, лукчето, ракивка или винце, доволно е? Може туршија. Не мора крастаички, еве јас сум за карфиолче. Сармите им поминуе сезонава, доста беше, мислам, а? Да. Млата празна слама,
колку да дојдеме до моментот за вклучување на телефоните. Телефоните подолго ќе бидат, Вибер ќе ви биде на контакт, ќе имаме јавувања, ќе имаме и вклучувања малку подоцна. Тема Гоце Делчев. Да, добро, нека стои, но да, во ред. Браво, режија, се согласувам. Еве, ја не ги обмислувам емисиите, бидејќи се трудам да биде компулзивно, импулзивно, онака како што ми е и диагнозата моја. Што ти текна со широкиот, што му е сега? Дај широкиот. Дај го широкиот, да го видам што прави. Не бе, додека местеше беше интересно. Не сега која намести. Не, добро. Океј. Ај, спремете се. Да идеме со мојот компјутер, ќе пуштам една песна. Значи, тригерот да се вратиме, кој вчера го пушти една господја. Да, го слушам аудиото дека иде од кај мене. Мислам дека сега сме во ред. Така? Да. Значи, господјата вчера што се јави. Колку? 5 минути зборев. Добро, таман за загревање да слушнат повеќе. Значи, вчера една господја се јави и спомна некоја песна, колку што јас можев да сослушам, скоро ништо, за Гоце Делчев. Не спомна автор, не спомна која година е, некоја песна која нешто зборела говорело во текстот за Гоце Делчев. Мене ми испратија денеска, што значи гледачи имаме кои ја следат емисијата или ја преследуваат или ја преслушуваат на Rumble, на YouTube, на Facebook, на повеќе места имаме. И ми испратија неколку линкови поврзани со песни за Гоце Делчев. Најмногу што добив е песни кои ги пеела Васка Илиева. Неколку од тие песни ги барав, ја ви реков, немам ја многу способности, но мојот суперпауер е гуглање. Дојдов до неколку текста и барав во текстовите од песните кои Васка Илиева ги пеела или некој друг ги пеел, каде се спомнува, бидејќи жената збореше, не знам дали памтите од синоќа, паметите, а мислам дека паметите, дека збореше кој тоа го прогонувал Гоце Делчев. И беше доста интригантно, некои се јави, ја не ја разбрав целата работа, бидејќи не го знам текстот. Но ми стигна една песна, ги прегледав текстовите, ни еден текст немаше таква некоја тема која кореспондираше со она вчера кажано. Значи имам неколку песни на располагање, но единствена песна за која не најдов текст е следнава песна. Тоа е песна за Гоце од Васка Илиева, која е издадена за ПГП РТБ. Песната ја ставив на YouTube, затоа што ПГП РТБ ја објавил на YouTube, но си ја ставил како своја копирајт заштитена. Видете сега и управо се, формално, правно, нели, Васка Илиева подпишала, ама во 60 години шо подпишала, колку добила и така натаму, но формално, правно, они имаат некој копирајт. Но ја не се согласувам со тоа. Мислам дека Васка Илиева е традиција македонска, дека Васка Илиева е национално богатство, дека Васка Илиева не може копирајт некому да му биде, сепак е автор, може би има фамилија, може би заслужува тантиеми и најверојатно дека нели низиното име и низиното дело треба да биде заштитено, но мислам дека треба да биде достапно секоме. Еве ја песната, ја би ве замолил ако некој оваа песна што ќе ја пуштам сега од YouTube, нема спот, дури и обвивката која ќе стои, а ја ставиле ПГП РТБ, не е обвивката од сингл плочата која била објавена тогаш. Ова е снимено 1964 година за ПГП РТБ и се вика Песна за Гоце. Од кога датира, што и како, ја не можам да дојдам до прецизни податоци. Значи, кој е автор, кој е аранжман и така натаму. За понатаму,
Васка Илиева ја наоѓам, но за оваа песна не наоѓав податоци. Може би не сум прогуглал доволно, може би сум можел малку повеќе часови да потрошам, но ако некој ја препозна и го има текстот, ја би бил благодарен па да го поминеме, затоа што тој беше некаков тригер во некој разговор во врска со Гоце. Кој бил Гоце? Што бил Гоце? Цела оваа недела ќе разговараме за Гоце, без комплекси како што треба. Васка Илиева, песна за Гоце, 1964 година. Насловот е толку едноставен, песна за Гоце од 1964, текстот не можам да го најдам, лирикс што се вика, но песна за Гоце, дали е оваа темата за која праша господјата, не знам. Не знам. Можеме да пуштиме и некои други. Еве, например, од Аристон продукција направиле еден краток, да речем, па и музички филм, од 3,5 минути за Гоце Делчев со материјали кои се општо достапни секому, како една посвета за Гоце Делчев. Може да го погледнеме со тоне. Dal me praša
Океј, ете, преку една може би доста постара снимка во врска со тоа. Имаме гледач на линија, му посакувам добро вечер, повелете во програма сте. Јанко, добро вечер за тебе и за гледачите на Сонце телевизија. Ја ти предложам, има многу радиодрами за Гоце Делчев. Како за возрасти, така и детски радиодрами. Ама многу е интересна една. Веројатно во недела во 12 часот и 5 минути ќе дава таа радиодрама Детството на Гоце. Како пораснал, како отишол во школу да учи, како се сретнал после со Дончо Штипјанчето и така натаму и така. Многу интересна драма, таа недела сигурно ќе биде, пошто и за Илинен ги дават, и за роден денот кога буде сега во февруари. И во сабота од 20 часот на Радио Скопје. И веројатно ќе биде за возраст, а има многу радиодрами за Гоце. Многу има, па би ти препорачил да бидеш во тек, да собереш некои податоци. Мислам дека таа онедела е од Томе Арсовски писател, шведски писател, а тој работи, ја не знам дали е жив или починате во Радио Скопје. Многу се интереси, баш од него викале името му е Ѓорѓи правилно, ама Гоце, сестра му го не рекла Гоце, Гоце сакам да го викаме. И така, многу е интересно. Ја неколку пати сум ја слушала, ама со задоволство и 100 пати да пушта и 100 пати ќе ја слушам. Така да, има многу што да се каже за Гоце. Сме учили сите историја. Знаеме што бил, кој бил. Пред недела дена ми се чини дека беше... Јас се извинувам, режија, може назад само да го потпрашам. Знаеме кој бил, шо бил? Доскоро знаевме. Одеднаш почнавме да се потпрашуваме и да не потпрашуваат дали бил бугарин, дека бил бугарин, и тезите на Љупчо Ѓорѓиевски се повеќе добиваат на сила и на интензитет во цело ова. Така е... Но тоа е ова прашање на македонците. И ако ти даваш поддршка како албанец, јас сум ти благодарен. Ако не, никому ништо, да сме живи и здрави. Јас сум учил на македонски јазик и така и сум учил и така и кажувам. Меѓутоа, некња ми беше интересен, кај ќе беше се јави еден гледач, тој е релативно млад човек беше, што е Гоце Делчев, што бил? Ништо не направил за Македонија. Прв пат е такво нешто да слушам, а и вако нешто, не знам дали кај тебе сум кажал, пред едно 10 години на македонска телевизија, втора програма, на албански јазик, Исмаил писател, ама не ми текнува презимето како беше, а не е Исмаил Кадаре, сигурно не, друг некој од подножето на Македонија, од тука, од кајна значи, бил на промоција на Крсто Стопузовски и издавам тие денови, пред 10 години зборам, некоја книга за историјата на Македонија. И во врска со Гоце. И Крсто Стопузовски вели, Гоце Делчев е роден во Кукуш. Од мајка Султана, Реджова вика, албанка, муслиманка, а татко му Никола Делчев власт. А сега скоро па од Исмет Рамадани беше на Канал 5 во Самовистина, он каза дека мајка му и татко му се родени во Благоевград. На Гоце. Така да има многу нешта, ама и за не е докречена... Не, се согласувам, иако е темава за Гоце Делчев, а исто така има прилично работи, например, и за потеклото, што бил и по вероисповест, од каде бил, што бил по националности и Скендербек. Тоа се далечни работи, ние ги присвојуваме како свој херои и тоа е во ред, но вистината е
Навистина малце, ние едва и се договараме што било пред 50 години, а камоли пред 500. Треба уште да се истражува. Така, фала ти многу за јавувањата. Ајде, Поздрав, секој е добро. Чао. Она што го добив е еден многу едноставно успел, pesna.org, македонски песни. Абер ми дојде од Солуна града, ставена 2009, иако не стои која песна, Васка Илиева, Сузана Спасовска и Темјанушке имаат пеено, да видам само дали има податок, нема податок, која година и како. Режија го имаме звукот, така може да чујам. Ова е истата. Така, еве го и текстот. Мене стиши ме малку, ја ќе го читам текстот, нека иде во позадина музиката. Солунчаните, нека стои текстот да го гледаат. Солунчаните бесилка стаиле, ке ми го бесат Гоцета Делчева Војвода, Гоце ми се сторил црно ќумурџиче, па ми се шетал солунска чаршија, на среќа сретна ласкари и на Гоце зборуваат, абе ѓурче, црно ќумурче, нели го виде Гоцета Делчев вода, абе аскери, вие сте аскери, и да го видам Гоцета, јас не го познавам. Ова е точно песната од на Васка Илиева што ја пееше, но темата од текстот не е баш ова што беше спомнато вчера. Ова ми е поздрав од гледачи кои, еве го, Жучко и чорапите на неговиот газда. Фала ви, убава вечер, се надевам дека ќе ви биде интересно. Како рече, со Драпко се вика. Добро, да видиме. Една од најдобрите изведби живо, песна за Гоце Делчев, Емилија Ѓорѓевска за Гоце Делчев. Добро, ќе го пуштиме. Ја друго барам сега. Песни со семплови, песна Орага, мислам дека истото ми го праќате. Не, ова се други песни. Добро, овдека има доста песни, има плочи со цели компилации за Гоце Делчев и тоа е, се извинувам, ама, нели, кога си со кабли, се допира до микрофони, не можело лево, морало десно, бежично, Никола Тесла да дојде овдека, ќе го утепаат на врата. Што ти нас бежично? Абајте. Туреј жици, бакар. Изолирано, не изолирано. Еве што све имаме, што ќе најдеме, не треба компјутерот моментов. Во пребарувањата песни за Гоце, песна за Гоце Делчев, тоа е на YouTube. Сега ќе пребараме да видиме што ни даваат. Например, Васка Илиева, која почина 2001, родена 23-та, жива легенда, ќе ја кажам, бидејќи жив е незиниот глас, нема кој не ја памти. Инаку одамна е почината, остави огромно наследство кој со низините изведби за познати македонски фолклорни песни. Има доста, еве, има Блага Петреска, Гоце син македонски, Васка Илиева, но кои текстови, све што има, навистина е тешко да се најде. Ќе ни треба време, додека откриеме се што има во врска со Гоце. Ја ви благодарам за овие линкови, со задоволство ќе ги разгледам. Во моментов можеби не можам да одберам што би пуштил. Ако некој се сеќава од вчерашната, можеби и требаше да го издвојам како посебно јавување, па да го емитувам
низиното јавување во врска, мене ме заинтригира. Јас сум таков компулзивен, импулсивен, да, знаеш, кога ќе ми пуштиш болва во увови, ја морам да се сетам кој е. Стримот ни стои, не ни направи проблем за Васка Илиева? Направи? Добро, тоа значи дека ПГП, РТБ не дозволува песни од Фейсбук, дал наредба на Фейсбук да не се емитува ништо од овие песни, така што нивни се правата. Ако пуштите песна во лайв стрим на еве како што ние пуштивме, во овој момент веќе немаме стрими, не можете да не следите на. Епа затоа другар да ти го давам ја Рамбл и да си идеме на Рамбл. Нема да биде така гледано и слушано, ама не е ни битно на крајот на краиштата. Важно ќе имаме. Да, мислам дека е време да идеме на Рамбл, можеби ајде од понеделник ако не другиве денови. Ете, гледате што е копирајт. Се некоја. А да ви кажам дека сите македонски филмови, повеќето, нема човек што има копирајт на и ги заштитува. Си ги присвоија повеќето, дури добри делови, мислам дека и музичките делови, например на Црно семе, ги земаат ад хок, а кога ќе видите како копирајт, ќе се фатите за глава. Еве го филмот од 71 година, Црно семе. Јове Капса го ставил пред 11 години, тогаш не го ни контролирал никој и така натаму. Сега ја можам да го симнам овој филм, многу брзо, и ќе се обидам да го ставам кај мене. Баш ме интересира што, еве до крајот на емисијата, што ќе ми даде да ги тргнам овие. Што ќе ми даде како копирајт. Еве да ви кажам дека кога ја ставив емисијата, за која некои мои загрижени колеги пријавуваа таму по разни институции, а тоа беше снимка од представата за Тоше Проевски, која е симната, која никој не може да ја види, која никаде ја нема, која случајно некој си ја ставил од дел од екипата, која учествувал на овој супер амбициозен проект, чиј директор беше и режисер беше Тони Михајловски. Ја ставив кај мене, си дигна голема фрка овдека, вознемирија без врска многу луѓе, за да се заштител Македонскиот народен театар и нивното копирајт. Дознав дека уопште нема копирајт. Кога ја ставив на мојот YouTube канал, копирајт добив од Croatia Records, дека песната која во живо, значи не оригиналната студиска, искача еден од актерите и ја пее зајди, обидувајќи се да реплицира оној феноменален, извореден, оној гениален, оној надприроден настап на Тоше Проевски, кога ја стана од столица и ја испеа зајди со еден тезгарски, кафански третокласен оркестар, и се ежам уште од таа изведба, дека таа припаѓа на Croatia Records. Затоа што зајди не е македонска народна песна, таа е на Бадев, таа е авторска песна, се извинувам. И у овој момент може и јас сум сгрешил, може не е на ќе проверам, зборам на памет, треба да се подготви за вакви работи, така да не ме фаќајте за збор, не мора да ме коригирате. До крај на емисијата ќе направам. Еве, Црно семе, уште 20 секунди, ја ќе ја симнам, во моментов ја симнувам, може на компјутер да го даеш, ја нема да се воопшто вознемирувам околу тоа, уште 10 секунди, и ќе ја закачам веднаш, да видам само кој фолдер е, и ќе ја закачам на мојот канал. И ќе видите многу чудни работи, што се случува, како се случува и кој зема копирајт на наши теми, наши песни, наши музики. Најдов дека повеќето од нашите филмови правата се некоја BCMG, некоја соседиште во Белград. Викам, ова србите ли го земале. Отидов, ја најдов компанијата, ми требаше неколку часа сурфање да профилтрирам, да најдам која е таа компанија
И како и секоја компанија, не се кријат они, но толку е тешко да дојдеш кои се они. И успеав конечно после долго барање, тоа се десетина, да речам, релативно млади луѓе, од кои повеќето се од Бугарија и неколку од Србија. Значи, си седнале паметни луѓе и викаат, што, Васка Илиева, ПГП РТБ. Ама македонска народна песна ПГП РТБ, наши права. Thank you and fuck you. Одиме да видиме што црно себе, черно се. И ќе видиме така натаму. Ја еднаш го правев цела емисија за ова, никакви реакции. Ни наследниците на авторите на нивната музика, на нивниот филм не се заинтересирани. Апатија страшна е не само кај народ, туку и институции. Ние дигаме раце. Мислам дека е во моментов или ќе бидеме како маите, инките, толтеците и ќе се едноставно ќе избледиме како духови и ќе бидеме глас од едно време кога не сме постоеле, кога сме избледели. Се случува тоа со народи, или ќе се случи некој надприроден чин и нашата неспособност ќе видиме некаков деукс ед макина кој ќе тоа го издигне на едно многу повисоко ниво. Да видиме дали таква Божја интервенција ќе има, не знам дали ќе има. Немој да сте арогантни дека ако сме биле библиски народ и сме се ова, немало да ни избрише и така натаму. Него и знаеме плановите Божи, што и да направи он, негова е. Но, ние ќе одговараме, што направивте вие? Дали се потрудивте? Да, ја одлучив да ви избришем, туку ти дали се бореше? Дали даде добрина? Дали покаже љубов? Дали страдаше? Дали сочувствуваше? Тоа се работите кои ние како луѓе за кои ќе треба да одговараме. Добро. Режија, дали имаме некој на линија? Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте, господине. Благодарам. Ме погоди уживец. Извини. Да. Треба... Знаеш што? Не знам. Сега ќе кажам за Васка Илиева автентични муабети. Не знам што кажала господјата, не ме интересира. Не, она вака, може би ќе ти текне и значи текстот не е бил јасен и не знам дали било од Васка Илиева. Ја ќе ти објаснам. Значи текстот дека Гоце бегал, а ти ако можеш да ми кажеш која песна е за да ја пуштам и... Ја ќе ти да, кажам... те молам, повели. Да, таа е песната. Види, случајно, значи, Васка Илиева е генерација од моите родители, ама многу добро се сеќавам 64-та година. Ме слушаш? Да. 64-та година јас сум бил тинејџер. И многу добро се сеќавам на текстот на оваа песна. Веројатно сум имал и плоча тогаш покрај Битлси, ама не знам каде е, тоа е загубено, али тогаш многу се водеше сметка на тие прослави кои идевме, само тие песни ги пеевме. Значи Васка Илиева и Никола Бадев за мене се легенди на Македонија за музика. Сега да ти кажам што е поинтересно. Васка Илиева е од фамилијата на Тодор Гајдаджијата, кој што живеева во Три куќи. Тоа е сега кај што е улица Џон Кенеди, спроти гимназијата Цветан Димов, не знам како се вика сега. Значи таму живееше нивната фамилија, а мојот дедо живееше во Топана. И што е уште поинтересно, лозјата и на Тодор Гајдаджијата, односно на Васка и фамилијата, и на мојот дедо и мојата фамилија се наоѓаат во Радишани, едно до друго, комши сме ние, сваќаш? Се уште ја чуваме земјата, и нашата и нивната, и се уште се гледам со внуците нивни и наши. Ме разбираш? Да. Значи тоа ти е автентично, сигурен сум, таа песна сум ја слушал. Сега ми доаѓа на памет како за бабата стара што пее, нешто ме мутеше со новата верзија со другото име на вечера, али очигледно дека нешто тука се прави во тие модификации. Оригиналната песна е со Гоце Делчев на вечера. Разбираш? Значи, полека. Ајде. Песната се вика со Гоце Делчев на вечера. Така, те ќе прашам бабо, Агата ја прашува. Кој ти беше на вечера? Па на вечера беше Гоце Делчев. Добро, извини.
Не, ворете, те слушам и пребарувам да ја најдам песната, значи песна под ваков наслов нема, има песна за Гоце, ќе пробам по текст. Има ве по текст, ќе те Не, прашам значи- бабо за Тодор Александров се. Ајде сега да не вадам бели тука. Не, полека, нема... Мелодијата Чекај, слушај ја. ти ми збориш нешто, ќе те питам, бабо? Е тоа. Не... Нешто ќе те питам, бабо, ја знаеме. Е така, ама новата верзија. Значи, еве ја верзијата која ја има како текст. Нешто ќе те питам, бабо, право да ми кажеш, без да ми излазеш, кои војводи беа Така. у вас на вечера. Е, Ке ме питаш Абреаго, право ќе ти кажам, без да те излажам, ниту Гоце Делчев, ниту Даме Груев, туку Тодор Александров. точка. Да не збориме Тука на таа вечера тема, си може? замина за Пирин планина, знамето беше аго, црвено, смрт или слобода, и така натаму. Така што не знам, оваа песна ми е позната, не Па знам нова што е, е понова е. Ајде. Модернизирана со... Чекај сега. Кој е автор на песнава? Не ме интересира тоа. Сакам да ти кажам дека автентична е таа првата што ја пушти за Васка Илиева. Јас Добро. сум сведок, сум ја слушал. Што таа? Е, па таа е оригиналната песна. Ама нема врска таа со нешто, ќе те питам, бабо? И како нема врска, она пее за Гоце Делчев и бил на вечера, така ли? Ама нема врска ни мелодиски, ни структурно со Гоце, со нешто ќе те питам, бабо, друга... Добро, тоа е модернизирана верзија, ама ја не сум музичар, тебе ти го оставам. Еве, стои на линија. Да. Пушти режија. Тон. Ќе се согласиш дека нема ни хармонски, ни... Се согласувам. Тоа ти си... Друга е. Тоа... Не, значи ова е 64-та година. Така. 64-та година и стварно не мора, не е ни битно. Мене ми беше тригер малце песниве за Гоце, бабата што спомна. Так. Викам да не ја најдеме. Ако ја најдеме, добро, ако не, да сме живи и здрави. Али мило ми е што сподели, нели? Само да ти кажам уште нешто, сакаш Да, уште? ќе кажеш што сакаш. За комитите да ти кажам. Да, те молам, кажи ми. Знаеш ли кој е најглавно село у Скопско, Комитско? Дивле, човече. Дивле, војводата Лазо Велков. Единствен војвода кој што учествувал и тие конгреси средби на ВМРО од Скопско. Од таму е и дедо ми роден Комита. Ме разбираш? Ништо не те разбирам. Шо ако е роден? Ти шо си? Ти камо на црна стража да си се шегува? Јас сум корени од 5 генерации од Дивле. Разбираш ли? Абе, се шегувам. Неќам да... Доста со тоа разбираш. Не сум ти ја дете. Ја 7 деценија сум, разбираш ли? Нема тоа со внуците така. Со мене поинако ќе се... Добро, ве знам со тебе, Другари ама сме. така малце да кажам не сум седниш. Не. И уште нешто да ти додам. Може? Збори бе, абе, слободно. Вака. Сакаш да ќутам или сакаш да правиме муабет? Абе, муавет си правиме шо? Па онда ќе ме оставаш да јадам гураби и јас. Па може, и јас сум за тоа, ама ова некако многу ме тангира. Ајде збори. Знаеш зашто? Уште тоа да завршам. За Дончо Штипјанчето имам еден прадедо што се вика со тоа име. А Дивле е одма на кај Штип таму блиску. Не знам дали е тој истиот, знаеш? Не. Па и ја не знам, ама не сум истражил до таму. Толку имав да кажам, дечко, ај друг ден ќе јадеме гураби. Се надевам дека допринесов во емисијата. Пак да се јавиш. Фала. Се разбравме. Пријатно. Ај сега пуштај ова. Ај сега objection некој да ми каже. Внуката на Гоце Делчев, Тоше Проевски пред Никола Карев. Добар ден. Добар ден. Како сте? Мило ми е да се сретнам со уште едно добро дете на Македонија. И мене ми е чест да сум денес со вас. Ве следех и кога бехте во Турција и секога кога имам можност, јас ве следам и би се радувам и сакам Македонија да раѓа уште многу таквија деца и да знаат дека се потомци на Гоце, на Каревци
на Мене ми е славните чест тоа луѓе што на сум Македонија. нивен потомок. Чест ми е тоа што сум нивен потомок, дефинитивно се гордеам на тоа. А денес посебно се чувствувам со оглед на тоа што духот него го имам поблиску со ваша помош. Видите ми жив и здрав. И вие да уште сте долги здрави и живи. години прославите ја Македонија, заслужава Македонија за сите жртви што ги дала, па нека биде слободна навеки. Апсолутно, нека биде слободна. Многу ми е чест тоа што успешна. сум денес овде со вас и сигурен сум дека како гоце може би поретко, ама се разбира дека се уште има такви патриоти за Македонија кои ќе ја донесат на прав пат. Така, на стари години имахме јас чест да бидам гостин на славното Крушево, па фала на Богу што ми ги даде тие години, да не си идам од тој свет, да не видам го убавото Крушево. Слободно од него. Точно. Драго ми е. Еве ви мал поклон, јас можам да ви дадам поклон со песна, ова ви е за мал дочек овде во Крушево, Фала. најубавата Фала. македонска песна, зајди. Нека ви заблагодари Македонија. Еве сега ќе ви запеам на кратко. Зајди, јасно сонце, зајди помрачи се, и ти јасна ле месечино, зајди удави се. Да земеме да идеме да се исплачеме па да се вратиме. Не, ќе се смееме. Ништо не помогна ни една благодат. Ете, внуката на Гоце Делчев, дали била македонка, дали се чувствувала како македонка, каде живеела и што живеела, нема врска. Можеш да живееш на Марс, можеш да живееш на Антарктика, како се чувствуваш, тоа не е, тоа е апсолутно твое право. А она си го кажа. А кој е Тоше и што е Тоше? Е таа енигма, од која планета е дојден овде и кој го пратил, тоа никогаш нема да го дознаеме. Бидејќи ја ви реков дека сум познавач на музика, знам што значи да излезеш на сцена, знам што значи вокал. Јас сум работел со вокалисти, тоа е ти за вака да изведеш нешто, не е тоа туку така исправи се и кажи го. Нема Павароти не можеше у секој момент, требаше. Тоше е единствен кој го имаше во инстант гласот како да е пред во концерт, како да е навежбан претходно за студиско снимање или е вака адхок, чекај нешто да ти отпеам. Тоа е неверојатен талент. Значи, вие повеќето од фановите на Тоше го сакаат. Тоше ми беше пријател. А кога имаш некој пријател, нема сакање, не сакање. Ти не се занимаваш со тоа дали го сакаш. Тоа е као фамилија. Дел од тебе. Но ја како музичар, тоа беше моето фасцинирање, како што од Гаро Тавитјан се фасцинирам кога може 3 непарни ритма да ги држи со едната, со другата рака и со ногата. Различни непарни ритмови во исто време да ги прави. Знаете кој е тоа талент? Не може он самиот да ви го опише што има, затоа што е надприродно, така и Тоше. Ова што он можеше да го прави. Сте го гледале ли вие на концерти? Да, го гледате на концерти, леле душиче мое ово она. Не, ја гледам друго, пошто музичар сум. Ја седнам со бубњарот позади и не ме тераат емоции. Мене ме фасцинира нивото на професионал. Значи, како што сум го гледал Девид Бови, како што сум го гледал Фреди Меркюри, како што сум го гледал Роберт Плант, Тоше првиот концерт 99-та на колена, Кале, Лизгалиште, Врне, Истура. Ја уште не знаев кој е,
деца на собрани, сите со мечиња да му поклонат, веќе беше нивни идол, на колена застанат, со една рака ги гушка и ги прима подароците и ги бакнува, со другата пее. И никој не го приметува тоа. Добро, може би тоа не ве фасцинира и разбирливо. Мене ме фасцинира. Нема фалш. Не утна тон. Не изгуби здифу ни еден момент. Пази, кога пееш такви пасажи, со таква моќ, со таква, е потребна ти е фокус и концентрација, какво... Ја су го гледал Депеш Мод, Девид Гахам, каде што ја пее... Night to Fall. Значи, тоа е едина акапела која пеат уживо. И еден му довикува од публика. Абе, вака му мафта, аман, да не се изгубам. I'm waiting for the night to fall. И еден од таму одлепуе. За Запад тоа е што е за нас зајди. Ама и он не може да издржи. Професионалец, голем, еден од моите најомилени пејачи. Тоше беше над тоа. И ја тоа го знам. Ама не го заслуживме, бе, драги мои. Не го заслуживме. Ние сме виновни. Зошто и како? Ја велам да го заслуживме. Сега ќе имаше многу повеќе години, ќе дремевме тука у студио и ќе му викам, добро, 9-ти албум, шо правиме, кога на турнеја, шо ќе правиме и така. Океј. Па изгледа дека ние и сите оние што нешто вредеа, дали е тоа Гоце Делчев, дали е тоа Тоше Проески, дали е тоа пребрзо и прерано ги губиме. Океј. Драги мои, во овој момент јас се префрлам на момент само. Ке имаме едно вклучување во живо од Соединетите Американски држави. Политичката ситуација, значи денеска малце повеќе за како за култура беше, но политичката ситуација во Македонија е прилично сложена, прилично тензична. Македонците некако пак чувствуваме, македонците се борат за своите правдини. Не знам како поинаку тоа да го кажам, освен онака како тој стих во нашата химна, бидејќи ние навистина за тоа и се бориме. Се бориме за своите правдини. Македонците тоа го прават, тоа го зборат, тоа е тоа. На линија го имаме, режија може да го вклучиме, Георгија Ѓорđ Атанасовски од Соединетите Американски држави. Господине Георгија, дали се слушаме? Добро вечер. Да. Еве сега направиме добра конексија. Се е во ред. Добро. Поздрав на сите таму што се во телевизија и на целиот македонски народ. Внатре во Републиката и надвор од Македонија. Благодарам многу. Ја започнавме емисијата малку од областа на културата и спомнавме некои песни за Гоце. Политичката ситуација е прилично тензична на 4-ти, но не е само тоа. Ја сега пред вас да ве вклучам, реков, пак дојдовме, македонците се борат за своите правдини. И повторно. Имате ли некој коментар за све ова што се случува, господине Атанасовски? Повелете. Сакам да нагледам дека и денеска ние имаме проблеми со нашите соседи. Ја мислам не сите соседи или народот соседите, туку посебни групи кои што работат за странски интереси, кои сака да нанеса штета на македонската нација и на Македонија. Како едни од нив е Џамбаски, кој е пратеник во Европската Унија и со такви зборови да се навраќа, така и до председател и дури со ликвидирање. Ја мислам таков човек прво на Европската Унија треба да преземе мерки за такви луѓе кои што ствара омраза меѓу нациите и државите.
не е само тој, и друг еден кој што стално во минатото време, Каракачанов, скоро е од истата група кој што не и мисла на Македонија добро, тука сака да направа дестабилизација и да направа проблем меѓу двете нации, да се мразат. Јас, Ѓорче Атанасов, ги повикавам сите, граѓани на Република Македонија, па и на Бугарија, таквите личности да бидат, осудени и дури да бидат ставени на одговорност дека ствара омраза меѓу народите. Ако се дозволи и понатаму вака, значи и државите и говерментно нивни застана за. Ја мислам дека не би требало, али се е можно во денешен ден. Исто многу работи кои што се направија во Република Македонија, неколку клубови, секаде кај што се отвора клубови, поставува личности кои што прават раздор меѓу двете држави. Наместо ние да градиме доверба и добро соседство, во 21. век уште има некои луѓе не може да свата, треба да одиме напред. А тоа напред можеме само да направиме двете нации да се почитува и да се работува. А во овој момент бугарските власти и личности кои што работат во бугарската власт прават такви раздори кои што може да донесат до катастрофална и може некои луѓе да го загубат нивниот живот со такви протести кои што тие ги најавуваат. Исто ја знам дека многу луѓе ќе дојдат на разни премини од Бугарија во Република Македонија. Тие се добро дојдени, ама ако се добро дојдени, само да така да се прошета и ако е потребно и да става цвеќе на гробот на Гоце Делчев. Затоа што ние во Република Бугарија најмалку има 2 милиони македонци по потекло. Тие бугарите може да кажуваат што сака, не мора не ги ни признава да постои македонство. Тоа е проблем голем за Република Бугарија кој што и ден денес, така па и други социјални држави не ја признава македонската нација. Ние не можеме на Балканот да одиме напред ако се уште занесуваме со едни такви методи од минатото. Ние треба да одиме напред. А тоа напред можеме да направиме ако има паметни луѓе, разбирави луѓе во сите власти на Балканот, кои што би требало да соработуваме за војнина. И уште еднаш ги повикувам македонците во Македонија, па и оние бугари кои што ќе дојда или македонци од Република Бугарија може да дојда, али треба да ги почитува сите закони на Република Македонија. Ние сме државата, ние сме гостите, али треба тие да се однесува онака како што приликува за една европска држава. Господин Атанасовски, многу убаво излагање од ваша страна. Ниеден политичар вака не им се обратил на сите. Буквално да им се обрати на сите со еден ваков помирлив тон и мислам дека ова убава порака испративте. Да ве не сакам да навлегуваме, ќе се слушнеме нели откако ќе помине, да видиме што ќе биде. Не, може да поставиш прашање, не е некако проблем. Аха. Само фокусо убаво. Да, имате работа, да, ми рековте дека имате огромни обврски. Имаме многу работа, да ви кажам. Фала Господ. Тука немаме проблем, имаме проблем да ги испратиме порачките, затоа што имаме толку доволно нарачки, ама ние сме благодарни и ќе се потрудиме нашите клиенти да ги снабдиме што побрзо и подобро и со добар квалитет продукти кои што му се потребни за сите индустрии што ние ги сервираме. Едни се од нив, како што направи на минатиот пат, спейс индустриите, Безос и Илон Маск. Така да имаме и други, General Electric, Siemens и многу други високи технологии и компании. Така да мораме што и како да ги најдеме и луѓе, работници нема во овој момент доволно исто тука во Америка, а ви ќе се потрудиме сите овие ние да ги сервираме за најкратко време. Да. Ви посакувам успех, инаку деновиве ми се најавија уште наши македонци
od Kanada i od Соединетите држави. Утре вечер Гоце Панговски, човек кој е навистина посветен за Македонија, македонските револуционери, ќе се вклучи во програма и ќе каже свое ведување, што покажува дека македонците без оглед каде и да се грижат и ја сакаат Македонија. Навистина, често пати се знаеш она стравот кој ќе се напушти земјата, никогаш не сум ве прашал како ви остана, зошто ви остана толку љубов за Македонија? Зошто едноставно живеете таму, успешни сте, но ми се чини дека со срцето останавте тука во Македонија? Видиш, тоа е точно, мрдаш, ја заминав одамна во Соединетите Американски држави, во тоа време беше Југославија. Гледано, кај нас немаше толку како да се напредуваш. Некои работи беа многу тесно ориентирани во комунистичката партија и на други места, али ја гледав да заминам негде во странство, најмногу во Соединетите Американски држави, кај што е една од најдемократските држави во светот, и таму да се снајдам и да просперирам во една демократија која што ми пружа се. Значи, тие не запира ако имаш знаени и некои други критерии, самиот да ги искажеш и да одиш напред. А кај нас тоа не беше толку дозволено во тоа време. Во овој момент во Македонија, мислам, можно е, ама уште и ден денеска постојат такви интриги или во властите мрежи да не можеш да просперираш. За жал е тоа, ама ако се даде поволни услови, така, и не да му се даде пари на оние што внесува странски капитал, како македонци и други, туку да му се даде поддршка, мрежаш, за документации, за разни други работи, кои што побрзо ќе ги завршат работите и ќе се снајдат да отворат компании и други работни места. Но за жал, јас сум еден од нив кој што имам инвестирано преку 20 милиони долари, али од првиот ден кога постигнав таму, само имам проблеми, а никаква помош, ме разбираш, од властите не ми требало, ама тие ми ствара проблем. Власт, оние што се, ме разбираш, представници во градоначалници, па во парламентот и други, тие се сите едно поврзано тело кој што, ме разбираш, ги интересира само за нив и за нивниот джеб, не ги интересира ни за работници, ни за македонци, ни за нација, ништо. Кажете ми да тако човек го знам, јас не знам. Тие може само да предаваме, разбираш, со зборови што сака, ама не е тоа. Нас ни е потреба промена во Македонија и најдобри луѓе да влезат. Имаме луѓе, ако немаме таму, ќе најдеме луѓе македонци кои што се има покажано во разни индустрии, во разни сфери во светот, во Австралија, Канада, Америка. Нас не ни треба, разбираш, милиони луѓе, нас ни треба еден тим, здрав тим, кој ќе работи за доброто на Македонија и на македонскиот народ. Господине Атанасовски, било што да кажам и да ве потпрашам после ова би било само вулгарно од моја страна. Ваше прекрасно излагање, искрено ви кажувам. Навистина ретко кој вака се обраќа и ја ви благодарам за тоа и се надевам дека идната недела повторно ќе се слушнеме постфестум да видам како ќе има уште неколку најавени политички земјотреси, па се надевам дека и вие ќе имате свој коментар. Уште еднаш ги поздравам сите македонци во Република Македонија и насекаде во светот. Нас ни е потребно сега единство. Ова единство е чест момент. До сега гледаме дека не бевме обединети, да забораваме партии, да забораваме личности, како можеме воедно да се обединиме за доброто на Македонија. Пријатно. Лека ноќ и пријатно, секој е добро. Тоа беше, драги мои, Ѓорѓија Ѓорча Атанасовски, кој, за мене ова се некои клучни моменти кога човек ќе излезе и ќе се јави. Се надевам дека добра порака ќе произлезе. Инаку имам комуникација доста и други македонци од надвор од Македонија, кои едноставно следат, разбираат и се борат секој на свој начин. Океј, дали имаме
Дали имаме друг гледач на линија? Ало, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, Повеле. Тале, ти си? Јас сум, да. Добро. Те кинев деновиве, во ред, реков дека на почеток, дека ако се јавиш, ќе те оставам за што сакаш да збориш, колку сакаш да збориш, иако темата цела недела е Гоце Делчев, но, еве, ти слободно говори за што сакаш. Повели. Бог да го прости нашиот великан Гоце Делчев. Сакам да ти предложам две песни поврзани со раѓање на Гоце Делчев да ги пуштиш секој да ги слушни. Едната песна, само момент, ја пеат веројатно Васки Илиева и Бадев заедно, пиши на латиница за раѓањето на Гоце Делчев. А втората песна е од Блага Петреска, значи е поврзана со роденденот на Гоце Делчев и се вика исто на латиница Мајка роди машко чедо. Тале, писмено дете си, имаш Facebook профил, зашо не ми го пратиш линкот? Сега ги најдов овие песни, сега. Добро. Сега ги најдов. Во ред, ајде. Сакам да кажам дека сум имал таа чест да не е запалба информацијава, кога бев еднаш за Илинден на Мечкин камен, слегуваме со автобуси и кога ја гледам Катерина Мурџиева, така беше ли внуката на Гоце Делчев, и пристапив, се поздравивме и жената беше сама, дојдена беше, не се сеќавам со кој автобус од кој град. И имав таа чест, тие може на сат-два, цело време да ја дружам, сами ние двајца, така да шетаме, нели, на Мечкин камен. Са друго да кажам нешто, а како за информација, верувам дека 90% македонци знаат. Внуката на Гоце Делчев, Катерина Нурџиева, ти пошто каже, нели, за жал кај нас овдека таквите луѓе позитивно не ги искористуваме за афирмација на наша македонска вистина, била, значи, внуката на Гоце Делчев, за тие што не знаат, едно подсетување за тие што знаат, била секретарка на ЧЕНТО, на првиот наш македонски председател, и на некој начин ја доживеала судбината на ЧЕНТО, да види понижена, протерана и, за жал, била протерана во Бугарија. Ја измачувале, ја малтретирале тогаш удба и, нали, тогаш. Сега да кажам друго нешто, дека ми е чест дека уште како млад, таму на 20 години, 18 години, па и помал, со моето културно-метничко друштво од Прилеп Кут Билјана, поздрав за тие што не слушаат, ако има некој да не слуша од нив, го игравме комитско оро, значи јас како играорец, го игравме комитско оро многу пати на Мечкин камен, за Илинден, па и за други поводи беше на Мечкин камен. Тоа беше посебно чувство да се биде играорец и така беше таа една коreografија добра, да на крајот на самото, значи, комитско оро, еден од тие наши, значи, комити, да ги речеме, правеше на глума представа кај што вика, како беше, заборев, помина 30 години и повеќе, таму како беше, гинам за Македонија. Солзи на очи идеја на сите присутни на Мечкин камен, а поготово каде и да игравме со током и скоро. Са друго би кажал, значи, исто би ти препорачал, Мајка Султана е една преубава песна испеана на Гоце Фест од Маргица Антевска. Таа песна Мајка Султана е еден вид на исповед, јавна исповед на мајката на Гоце Делчев, во која таа пее, значи, за својот син и вика еднаш така, вика, го прашав дали мисли да донесе снаа, значи да се ожени Гоце Делчев како и секој млад човек, нели? И Маргица пее, нели, во песната Мајка Султана, вика, ме погледна, века, чудно, зачуден зашто го прашав и ми рече, мајко, јас сум венчан за земјата наша, Македонија. Какви зборови, само човек со македонска душа, тие песни би ги слушал цел живот и би плачел кога би се
соживеал со тие песни, а те молам, ај таму, ако не ќе ја пуштам некогаш на Фейсбук, да ја пуштиш песна исто коминска за Ристоман Војвода. Ја испеа, Бог да го прости, Гоце Арнудов. Таа песна кога ја слушам, плачам секогаш. А има таков еден текст каде вика Ристоман Војвода дека брајќа мои, поздрав брајќам, татко нека дојде, да го гушнам да му кажам, крајот ќе ми дојде. Јас ќе умрам како дете, искрено и чисто, бесилка е моја судба, раснат како Христос. Какви зборови, ама за жал мислам дека 90% македонци во независна Македонија, ако не повеќе оваа песна и многу други, никогаш не ги слушнале. И да ги поздравам ако не слушаат, брајки и сестри македонци од Егејска, Пиринска Македонија. Иако немаат можност да имаат таму македонска телевизија, радио, но преку YouTube сите понови македонски песни ги пеат на тие се македонски прослави, каде цела вечер во Овчарани и во многу други села по Егејска Македонија, цела вечер ги пеат тие нови наши македонски песни. А за жал во слободна Македонија, слободниве македонци никогаш не посакале да ги слушнат. И заради тоа ми се случуваат ваквите работи. Народ кој сам се негира во слободна Македонија, ќе го негираат многу повеќе и другите. И народ кој сам се негира, ќе одбери предавници, водачи, како Заев кој ќе речи нели същи народ со бугарите, исти народ, или Пендаровски кој пробугарски рече Гоце Делчев е бугарин. Затоа велам, треба, дај Боже, да се помакедончиме сите ние, да ги помакедончиме радија и телевизии во Македонија, да пуштаат македонски песни, оти кога човек оди низ Македонија не може да слушне македонска песна на македонски радија. Многу повеќе се слушаат македонски песни во Бугарија. Јас сум имал таа чест, одев за Турција, тамо некаде, не знам како, матурант, така одевме. Тале, Молам. Го раскажа ова цел случај. Ја памтам за Бугарија. Како во Бугарија си слушал македонски песни и во Турција. Знам, го раскажа да не го повторуваме тоа. Не, свирев на хармоника во ресторант. Знам бе, го кажа. Тале, го кажа во емисија. Те остави 10 минути го раскажуваше. Добро, вреде да се повтори, оти свирев патриотска песна во Бугарија, а самите колеги свирачи ми рекоја засвири патриотска песна. А во слободна Македонија мои колешки во конфекција ми сменија македонска песна од македонско радио Мев на половина песна. Тие се абсурди да во своја Македонија, од својот народ, како македонец не бидиш почитуван и наше македонско. Дај Боже да се помакедончиме за наше добро, за добро на наши македонски деца. Ти благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Добивам доста пораки. Вика, здраво Јанко, сега проверував нешто на Википедија за Гоце Делчев и види ти перверзија, напишале македонски бугарски револуционер. Лудилото нема крај, секоја чест за тебе и твојата посветеност, поздрав. Жарко Чубриновски, само да ви кажам, Википедија не е собствен, се извинувам режија, нешто ми се извинувам, од режијата добивам, повелете режија? Википедија е отворена енциклопедија. Секоја земја си исполнува своји работи. Има некои универзални работи како што се од наука и математика, но некои работи што се од историја малку лабаво се. Можеби е време да ги поканам од делот тимот на македонската Википедија. Инаку, драги мои, ако сметате дека треба нешто да има во Википедија, а го нема, дека треба да се допише, Википедија е отворена. Секој од вас може да учествува. Само треба тие луѓе што јас ги познавам и имав контакт со нив, едни двајца момци, заборев нивното име, Снежана Штрковска ми е дамнешна пријателка и она исто дел од тимот, неколку тимови има кој, но
Исто така и бугарите си имаат Википедија, таа е истата Википедија која си ја надополнуваат со своји работи, па дури и се вмешуваат македонци кои внесуваат податоци. Ако нешто, еве, например, ајде ќе отвориме Википедија на македонски. Википедија на македонски јазик. Значи, се известуваат, еве, прво одма, сите заинтересирани уредници на Википедија на македонски јазик на 2 февруари ќе се одржи уредувачки ден на тема тектонски плочи. Значи, они не се само исто, се што е од наука светска, нешто преведуваат, нешто додаваат наши, и така натаму, и така натаму. Посетеност на Википедија на македонски јазик, колку пати е посетена и така натаму, и така натаму. Не може Википедија да биде адекватна за све, но кога е во прашање наука, мислам дека се тука многу стриктни и дека она што го пишува Британија, Русија, Јапонија, Кина, Соединети држави, тоа го имаме и ние на македонски јазик. Кога е па за вакви теми историски, секогаш има работи. Не се они, нашите деца се, нашите луѓе си се посветени. Не можете да ги осудувате. Ако сметате дека има нешто, или пишувајте, или вклучете се. Они не се платени. Ова е, како да ви кажам, Википедија е непрофитна организација. Светска организација. Едва и преживеа пред некоја година за да обстане на сите. Википедија е нешто најблиску до Александриската библиотека. Значи, севкупното човеково знаење да се стави тука. Дали од култура, дали од наука, дали уметност, дали историја, дали од сите можни области човек да најде. И недоволно е, не е се е покриено. Еве да идеме со Гоце Делчев. Значи, ево овде пише. Што пише за Гоце Делчев? На Википедија на македонски јазик. Ѓорги Николов Делчев, попознат како Гоце Делчев, роден Кукуш 4 февруари 1872 година, погинал Баница 4 мај 903. Македонски и македонци, и гледате што се појавува и со кое знаме. Значи, многу филјан луѓе се. Дали сте им помогнале на нашите википедијанци и уредници? Не, Википедија не е владина, не е невладина. Тие луѓе од љубов ова го прават. Вие од љубов што помогнавте? Еве кажете ми. Они идат по музеи, препишуваат книги историски, автори. Знаете ли колку вредни луѓе се тоа? Дали ние како македонци и онака, нели, дандара бандара правиме муабет, па направите нешто што ќе остане за веки веков. Значи, македонска револуционерно, учесник во македонското револуционерно и така натаму Солунски конгреси, што ти ја знам, потекло, од каде бил, што, како и така натаму. Што има сега, например, во врска со бугаризацијата на Гоце Делчев? Гоце Делчев, во тоа време, кога дошло попис, како што сега кај нас, ние македонците сме 3 коси црти. Така и тогаш немало каде си морал нешто да бидеш. Грк, србин, албанец или бугарин. Не можел да се пише ништо. И негде у попис го ставале дека е бугарин. И сега врз основа на тоа, ти да кажеш дека е он бугарин? Или сега да кажам ја, Џорџ е американец? Да, американец е со македонско потекло. Има македонски пас. Значи македонец е. Прашајте го Џорџ што е. Некој еден ден ќе вика, не бе, тој не бил македонец, тој бил американец. Извинете, дечки. Македонец, и то поголем од многу нас. Така што, еве, например, Википедија, ако одиме булгарска. Википедија на булгарски јазик.
Да видам дали ќе отворам. Википедија на бугарски јазик. Е дел од фондацијата Викимедија. Значи, Википедија е Викимедија. Објавува статии на бугарски јазик. Да видам само кој е линкот. Еве од 2009 го имаат. Не, ова е линк надворешен. Еве, идеме. Здраво, Јанко, како да ја докажеме историјата кога нашинциве во минатото присилно се школувале на туѓи јазици и туѓи писма, за да ја запишат историјата, после тоа писмо го знаеле и сега соседиве го злоупотребуваат нашето минато. Па затоа ќе ги користите нашите академици, како Блаже Ристевски, кој години мина, за разлика од мене и од тебе, што ништо не направивме, он години мина во архивите во Москва, каде пишуваше за преродбениците, македонските преродбеници. Памтите вие кои се македонски? Не, ако сте заинтересирани. Има луѓе што не се интересираат за историја и тоа е во ред. Ја не сум посветен новинар кој се занимава со историја. Во моментов тоа е актуелно и се обидувам да извадам што е. Се има историчари, има научници. Значи, македонските преродбеници. Чекај, првин Гоце Делчев да видиме. Гоце Делчев. Еве на латиница да видиме чија објава е ова, која е Википедија, значи англиската Википедија. Што пишува на англиската? Бугарско-македонски. Бугарско-македонски, Никола Делчев и така натаму. Значи не бугарски, бугарско-македонски. Што пишува во македонската? Македонски национален херој. Значи, луѓе, тоа се тие работи, значи Википедија дозволува наше тумачење на вистината. Не може Википедија нешто некому да забрани. Може, како што ја, утре, можам да се декларирам дека сум француз. Што си ти, Јанко? Јас сум французин. Дали тоа ме прави мене француз? Не. Како и овие што викаат, ја се чувствувам како жена. Дали јас сум жена и сега некој од генерација, добро, ти си жена. Ај, жена си, уреду е. Дај жуто комбе, пакујте го. Така што дозволува демократијата ти да се изразиш и неточно. Ама ви велам, заинтересирајте се малце. Не мора да идете у партија, не мора да сте научник, не мора да работите државно во институција. Ако имате љубов, желба, знаење, има обуки. Википедија е отворена за сите. Колку емисии сум направил за Википедија. Деца идат на обуки, мали википедијанци ги викаме, кои се обучуваат како да пишуваат и така, учат малце повеќе за наука, историја, метност, не само своја, светска. Не можеш ти, Гоце Делчев ти вика, светот го разбирам како поле за надпревар по меѓународите. А вие сте се фатиле за Македонија. Треба цел свет да го фатиш. Гоце Делчев ви вика, ало, отворете очи, гледате го светот. Јас сум Македонија и македонец. Гледате го светот. За да ја одбраниш Македонија, ти мора да го разбереш светот. Не ми треба ти мене, тоа е како поп кој ќе се сврти и проповеда на хорот. Па тие се верници, што им проповедаш нив? Проповедај на неверници. Проповедај таму кај што треба. И како ќе проповедаш? Ќе им маваш рага. Кои сте вие? Зашо не слушате македонска музика? Зашто вие... Иди. Ама ако ти со љубов тоа, ако најдеш начин, ако најдеш модус како да им се обратиш на луѓе, ако си рационален, ако си издржан, ако не можеш све да знаеш. Ама еве ги википедијанци, па најдоброто за Гоце Делчев, ја нема да ве прашам некој од вас, не дека не знаете, има прекрасни луѓе меѓу вас,
но ќе прочитам од Гоце Делчев. Зошто? Затоа што 5-6 души пишувале тука, може би и 15, може би и 50. Па се контролирале едни со други, па проверувале по книги, па проверувале по енциклопедии, па проверувале ваму, проверувале таму. Па дошле до најправилниот заклучок. Дали ме разбирате? Блаже Ристевски за македонските преродбеници. Што мислам дека ги заборавивме, мене ме угушија у школа со тие преродбеници, ги замразив, оти морав да учам многу. Ама, затоа оти која те терале, македонскиот јазик за време на природбата. Историја на македонски јазик, литературен, Крсте Петков Мисирков, Димитрија Чуповски, Ѓорѓија Пулевски. Природбеници, тројцата клучни, кои во своите дела и залагања, јас сум у кадар, ја, као природбеник, добро. Режија те молам компјутерот, благодарам. Меѓу позначајните природбеници, Крсте Петков Мисирков, Димитрија Чуповски, Ѓорѓија Пулевски, кои со своите залагања придонеле во голема мера за развојот на јазикот. И така натаму, и така натаму. Реформи во азбуката, како азбуката, и така натаму. Гледайте, правопис, како се оформувало, кои години они делувале, и кој ви е прв навод, Блаже Ристовски, Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, посебни изданија, книга 4 Скопје, 1966 година. Драги мои, ние имавме енциклопедија на македонски јазик, но има многу работи што треба да се учат. Значи, ако веќе се нафаќате, треба да знаете многу. Ја не се нафаќам затоа што немам капацитет во мојата сестраност со емисијата, бидејќи и здравство, и култура, и филм, и музика, и политика, и уште милион теми, ја не можам да се специализирам за една работа и не сакам. Но можам да ве наведам вас, па кога ќе ги отворам телефоните, да се цеди знаење од вас. А Википедија мислам дека, знаете, ја прочитав една книга. Погледнете, Википедија се состои, гледате само колку наоди има, од колку книги. Втора книга, повторно Вардар, Ѓорѓи Сталев, литература на македонски јазик. Ве молам компјутерот затоа што читам цитати од Википедија, па треба да се видат. Нешто има проблем со миксетата, добро. Страница 57, Вардар Блаже Ристевски. Гледате, значи, Вардар од Блаже Ристевски колку работи во врска со реформацијата на јазикот, македонски јазик, историја на македонски јазик, македонското јазично прашање во 19 век. Јазични потреби на граѓанската класа, варијанти за решавање на македонското јазично прашање. И ние го имаме, после ни доаѓа и еден Гоце Делчев. Значи, ова се работи кои може да се надградите. Имате слободно време, па читајте. Да, малку е тешко сега што да читаш, што е најпотребно. Бирајте. Но Википедија мене најбрзо ми информира суштински, за да можам да наведам. Сега некој од вас ќе навлезе малку повеќе и тоа е убаво, па ќе се јави, ќе даде детали, ќе даде анализа, мислење, сиже и тоа е добро. Режија, ако имаме некој на линија. Добро вечер, повелете. Ало. Да, повелете во програма. Добро вечер. Повелете. Поздрав, Јанко, до тебе, поздрав до гледачите. Што да се каже, јас сум Гоце, моите деца се Гоце, моите роднини, моите пријатели, сите македонци се Гоце, затоа што Гоце е Македонија. Значи, за Гоце нема што да се дебатира. Ја више кажав во 2 реченици зашто е Гоце и кој е Гоце. Него овде во Македонија постојат луѓе кои што сакаат тоа да го избришат. Значи, не знам што да кажам. Јас еве искочив сега, се движам малце да се смирам, бидејќи пред малку гледав една емисија на една друга телевизија, каде што не извреѓа, не омаловажија. Ја мислам да ја водеше ти таа емисија, ќе го ишутираше на клочи тој што беше таму. Го оставија човече да оној што беше пред Мана Бунева и тие
чопор на луѓе што вреѓа таму, што не омалважува, не толку навредија, што траеше тоа скоро пола сат. Овде на таа телевизијска емисија скоро 2 сати не вреѓаше, не омалважуваше. На некои моменти дури водителот се рече ќе ја прекине емисијата, ама не ја прекина. Чекај малце. Лека, вознемирен си, прво режија вратиме у студио. Зашто збориме? За тебе збориме или те навредил како македонец, како национален? Ме навреди како македонец цело време, не мене ме навреди, и тебе те навреди, сите македонци ги навреди. Окей. Цело време збореше дека Гоце не бил, дека бил бугарин, дека ние не сме македонци. Чекај, први полека, смири се. Прво, како се викаше гостинот? Гостинот се викаше, неќам да го спомнам името, тоа е некој си македонски македонец кој што се чувствувал дека е бугарин. Окей. Сега повели, кажи што он збореше, што тебе лично те навреди и нас македонците. Повели. Дека ние постоиме од 45 година, дека Гоце Делчев е бугарин, дека македонскиот јазик не е, дека ние збориме дијалект на бугарскиот. Абе човече, тоа значи ти да беше у таа емисија ќе го и шамараше а не да го оставиш да збори, тука 2 сати траеше емисијата. Ја не знам се да не спомнам и другите кои беа гости, тој дечкото добар беше стварно, ама не може да му дозволиш бе тоа да го прави, плюс со слики ти покажува како и ти тврди дека во Струмица македонците ги пречекувале бугарите со свеќиња. Абе како можеш така бе? Ја не знам, место емисијата да беше едукативна, да се смират страстите, за да на четврти да нема инциденти. Сега оваа емисија дупло ги сгори страстите и ги вознемери сите гледачи македонци. Па кога си одлучил место јади бурек да гледаш друго? Па ја гледам јади бурек цел сат, еве, пешачам 2,5 километра више напред, слушам излагање за Википедија. Која телевизија? Ама спомни ја која телевизија, те прашувам убаво. Тоа беше на Канал 5, само вистина, Бетмени и тамо, ајде не тамо беше таа емисија. Добро. А иначе оваа твојата емисија е, можам да си го кажам, да ми олесни на душа, зашто тамо толку се изервира, значи катастрофа. Вака, Тони, само да се разбереме едно, да се јави некој овде што мисли дека Гоце е бугарин, ја ќе го оставам. Демократијата подразбира некој и да лаже и да не е во право. Ние мораме да се соочиме со лаги и невистини и да се едуцираме, да знаеме како да вратиме со факти, со историја и со вистина. Или вистината. Значи, ама ти да беше водител. Христос не фрлал зраци и немавал со чекан како Тор, кога лажеле, кога краделе, кога го викале сатаната. Не, им зборел со љубов. Нема поинаков начин. Јанко. И затоа немаш право ни да се нервираш, Тони. Ама види сега. Треба да кажеш фала ти, значи ти си за лечење, тој што ти го дозволил и те учел е за лечење, и тој што ќе се согласи за тебе е за лечење. И треба, а болен човек, не можеш да го мразиш. Треба да му помогнеш. Тој е болен човек, што да ти кажам. Добро, значи немој да се нервираш. Тоа покушавам да ти кажам, да допрам до тебе. Ке те пукне срце, зашто некој те испровоцирал. Добро, слушај ме, Јанко, значи сега вака. Апел, што да кажам, апел кога министерот бугарски дошол со министерот за наш македонски да се договараат како да го направат тоа чувствување и тамо каде што се е договарано и самите бугарски представници кажуваат дека дури дали сакате да ви пратиме бугарски полицајци? А што е ова бе? Што е ова, до кај се оди бе? Грците ни го чуваат небото, бугарите ќе ни дојдат полицајци, од Албанија нека дојде војска и више нека се реши тоа. Ајде крај пиздум, ајде не, значи стварно више ги припомина сите граници. Бугарскиот министер за вътрешни работи изјавил дали сакате за четврти да пратиме наши полицајци да ви помогнат. И што сакаш да со тоа да се знае? Што има да договараме? Кој си ти, која држава ти ќе дојдеш тука да ми носиш полицајци? Срамота ово што го прави оваа власт. Абе све уништија. И со грците. Чекај, еве друг момент. До другата година мора да ги смедиме ние таблиците и да платам јас 2000 денари. Зашо да платам 2000 денари? Па јас по моја
Државата го направи тоа, они ме праша мене дали ќе го менјат името? Не. Значи зашто ја сега да плаќам 2000 денари? Ќе си плати државата? Или овие што се на власт, тие ќе си го платат тоа? Како можете другата година секој граѓанин што има МК регистрација да плати 2500 денари од свој джеб? Зашто да дадам? Ја не се сложив ја на пописот, кажав дека не сакам да се менја името. И не можам, зашто да платам 2500 денари? Не знам што да кажам. Не знам што да кажам. Еве ги сега ќе бидат министри 70% албанци, 30% македонци. И што сака се више? Ја не знам македонски народ дали ќе се опамети бе. На наредните избори ако нема 61 пратеник ВМРО, значи не треба да постоиме како држава. Не треба. И ево Гоце, како давање на Гоце, не ти кажувам, ако треба ќе се бориме, сега малце е револтиран су, Гоце. Срамо тоа што го прават. Јас ќе одам таму и ќе одам да видам, ако Јанко, нека дојде кој сака. Нека дојде мирно, нека си поклони, нека му остави цвеќе, нека не му остави цвеќе, што сака, нека направи. Јас ти гарантирам дека тие се организирани, ќе дојдат у групи. Како можеш ти да ги претресеш нив? Тие ќе си имат знамења, пароли во себе. Ти на стадионот на Ливерпул па не можеш да ги претресеш сите, па внесуваат некој работи. Ќе дојдат и ќеисценират и ќе направат инцидент. И наши ако изреагираат овие што ќе бидат од страна што ќе гледат, и кој ќе биде крив, пак ние сме криви. Пред Европска унија, вие сте криви и ги нападнате нив. Значи, треба малце да ја познаваш, нели, полициската логика, дека се во ова се подготвува терен нас да не направат фашисти. Така. Значи, ако ние не направиме провокација, било каква, ќе направат они одуфрлени провокатори, за да докажат дека они се жртви. Пази, Така. фашистот, што ни ги нашите браќа и сестри евреи ги депортираа жив еден не се врати, сите до еден, единствена земја у светот каде сите евреи се депортирани од страна на Бугарија, нивните не ги депортираа сите. Нивните не направија екзодус на туку на нашите, и сега ние ќе испаднеме виновни. И сега се поставува прашање, како да реагираш интелигентно во ова? Ако не отидеш, ќе речат, еве, не име гајле на македонците, не го бранат Гоце. Да го чествуваат. Ако отидеш, ќе фрли некој јајце, или сами ќе си фрлат јајце, ќе направат дека тоа било атомска, хемиска, биолошка бомба, дека сме ние фашисти. И сега биди паметен како да постапиш. Значи, у секој момент овдека гледаш дека све се вика, ние нема да дозволиме, ние нема ова. Нема, види, не можеш да ги спречиш бугарите да го чествуваат Гоце Делчев. Ама не треба заедно да го чествуваме. Тоа што они си имаат мислење за него, тоа е нивни проблем. Као што ние си имаме свој став за Александар Македонски и не го чествуваме заедно со грците, си го чествуваме сам. Така и Гоце Делчев. Ама они сакаат со нас да се упикаат. Зошто? Затоа што мојата логика не ми укажува дека е ова добронамерно, дека не е за зближување помеѓу народите, не е за нешто да кажат, види, стварно сме еден народ, окей, вие викате македонци, ние викаме бугари, ама бидејќи сме браќа, дај да се споиме. Не осеќаме од таа страна само напади, негирање. Па како бе да се споиме? Они мислат дека како во Прва светска војна насилно ќе ја преземат оваа територија заедно со, ако го радикализираат албанскиот национализам, па да дојде до поделба. А ако дојде до поделба на Македонија, ќе се дели помеѓу Албанија и Бугарија, а Србија и Грција ќе седат на страна. И пак истата приказна од две балкански војни, пак враќање на Букурешкиот договор, Сан-Стефанска Бугарија ќе ја враќаат. Абе, не можам да сватам, ама тоа е тој, за жал, и бугарскиот народ, кој велам дека сме блиски, братски народ, дека се македонци, е задоен од таа нацистичка пропаганда. Зошто и како, која е игранката, кој стои за ова, не знам. Јас знам. Повели. Значи, целата игранка за ова, нели ја гледаш во парламентот, не ја гледаш во власта.
Значи, ова цела игранка е договор помеѓу Албанија, голема Албанија и Бугарија. Значи, ова е договор сега. Ако се вметнат бугарите нема никој да се вметнат ако не се регулира равноправен албанскиот јазик во Македонија. И шом тоа се овозможи, штом тоа во парламентот се овозможи, они можат да си формираат дводомен парламент и да си изгласаат одцепување. Значи никако. Това они туркат, министер ставија за надворешни работи албанец, тој се тера нивната агенда, со бугарите се договара, овие другите се криминалци, само гледат да крадат и викат со повеќе да останеме на власт, нека тераат они што ќе терат. Тоа е целата работа. Се договара министерот за надворешни работи во Бугарија, до него стои министерот за надворешни работи на Бугарија, не вреѓа, тој чути. Никаков коментар нема. Никаков. Па како бе можеш така бе? Јас нема да ги консултирам истражните органи во врска со тепачката во Охрид, јас само го прифаќам што ќе кажат родителите негови. Па што сакаш со тоа да заалкути? Министерот за надворешни работи го збори тоа. Мајде, молим тебе. Ја не знам дали ќе се освестат овие од СДСМ, ја не можам да ги сватам. Доста, еве и да ви платиле овие од албанци, и бугареви да ме дадоа 100% ви дале, и да не ви дале, ма и сигурно ви дале што душата ја продадовте. Душата ја дадовте само да изгласате што го барат. Важда, доста ви се пари, тргнете се на страна. Па ова кога било предходна власт, не ВМРО, Црвенковски да беше на власт, ова немаше да го дозволи. Јас ти кажам. Црвенковски немаше да го дозволи и не го дозволи и затоа е тргнат. Затоа што машинеријата со жолтото комбе... Да не се лажеме, ја многу него мирисам типот, имаме линчен антагонизам еден спрема друг, а тука нема збор. Он е човекот кој цел живот бойкотираше и даде наредба кој ден не стои да никој од СДСМ не комуницира со мене на ниедно ниво, но факт е дека Бранко Црвенковски, неговата изјава во Обединети нации, јас сум македонец, зборам на македонски, ќе биде македонец, така нешто и така натаму, затоа што он не отстапуваше од таа линија, знаеше дека не може дека ќе биде политички мртов кај македонскиот народ и дека ќе доведува било што друго да прифатеше и затоа и тргнат. Затоа што не се согласуваше, знаеше што ќе носи колку толку промената на името. Јанко, ќе биде тешко на четврти. Ја мислам дека пак ќе не наместат, тоа ти биде јасно. Како што беше, што ги наместија овие вториот пат демонстрации што беа, знаеш, пред собрание сега последните што фрлаа камењи, молото и коктели? Да. Еден од тие што фрли молото беше член на СДСМ. Значи така ќе се упика некој и ќе фрли јајце према делегацијава, ќе почнат гушкање, туркање, ванте, тамте и ете ти го инцидентот. И крај. Значи, јас им кажам на полицијава да се отворат 20 очи. Значи 20 очи. Каква конвои ти да носиш, бе? Чекај, бе, не се емигранти, па се ќе правиш ти конвои од тамо до дека ќе носиш. Нека си дојдат самите, нека си најдат начин, бе. Они кога ќе знаат дека конвои ги носи, они ќе си се спремат, бе. А вака кога ќе дојдат, ќе се чекаме да не ме сопрато намо, да нема блокада вамо, да нема тамо, може и ќе се откажат пола и поише. Не може така, бе. Министерството за вътрешни работи ќе правило конвои од граница до тука и ќе ги враќало назад. Што значи тоа? Значи, кој ќе треба да дојде конвој, полицајците све ќе направат еден кордон, ќе избркат све што е живо и диво тамо, ќе дојдат овие ќе не омаловажат, ќе не избрукат, ќе си заминат и од тамо од Бугарија после ќе ни се смеат. Не знам, ја ти кажам... Што? Не ми е гајле дали ќе ми се смеат бугарите, не ми е гајле какви заклучоци они ќе излечат од сето тоа, но ние треба да го чествуваме Гоце и треба да бидеме достоинствени. Попрво велам, дај Боже да дојде, они да се радикализираат, а ние да стоиме како децата на Ганди. Ви текнуе ли Ганди што правеше и како ја ослободи Индија? Ги камшикува, ги стреља, ги убива вака со прст не мрдна. Како христијани. И ја ослободија така од британското робство, ја ослободија Индија. Кога беше тоа? Пред
60-70 години. Не е А битно. сега Сакам да ти кажам. Сега кренеш ли рака, уште полошо ќе поминеш. Едва и се чека во Европа, во Европски совет, да македонците ги прогласат за фашисти. И наместо да се збори за нивниот фашизам, ќе се збори за нашиот. Затоа ние, ако треба да ја браниме Македонија, треба да ја браниме, по моje мислење, да истрпиме жртва, да истрпиме насилство, да истрпиме вулгарност и да не покажеме со ништо, бидејќи само така можеме да покажеме, бидејќи дури BBC да известува, ќе рече, види, македонците стварно, еве, стоеа, ќутеа, документарци ќе има, ништо не направија, гледайте што правеа. Па како можеме да кажем? Само така, нема друг начин. Лесно е да заеме шипките и да ги искршиме од ќотек. Уопште да не дојдат. Што ќе направиме со тоа? Дали си свесен какви последици Македонија после ќе трпи? Еве ќе ти кажам што ќе биде после тоа. Ќе биде рамковен бугарски договор 2:0 кој ќе биде потпишан у Дојран. Пошто имаме Охридски, имаме Преспански и ќе имаме Дојрански. Тоа ќе биде. Уштеден рамковен договор. Не устав, у влада ќе ти влезат, у општина ќе ти влезат. Боби вака ќе ќути таму у општина и ќе рече, еве Ганчо Тодоров по новото мораме да го примиме и ќе се грижи за општината и Ганчо со вас. Ето. Јанко не си во право, затоа што секој си нема да више тоа, еднаш кога ти можеш да ме запркнеш со Преспанскиот. Нема да има друг договор. Нема. Ја ти гарантирам, еве слушај ми го зборот, нема. Ако треба ќе гори Македонија и нема. Последно беше тоа. А оти што викаш, ние ќе седиме, ја ги повикам сите македонци да бидат мирни, да биде мирно само на четврти. Ама ти што викаш, ако некој направи ќе не види светот, кој свет ќе не види? Европска унија? Па овој пратеник Џамбаски е европски пратеник, тој не влеѓаше усред Скопје, ниту еден демант или не се оградија од Европска унија од него. Ниту еден. И што сакаш ти од Европска унија? Тони, ти благодарам крај на емисијата. Абе, тој во Европска унија дигаше рука како Хај Хитлер дигаше, бе. Ти благодарам за јавувањето крај на емисија. Се надевам дека излезе малце од тебе агресијата. Мене ме, како и за тебе, така и за сите, се грижам за вашето здравје. Тајната се крие во следното. Авторот на статијата за Гоце на англиски Википедија нагласил дека напишаното е личен став на авторот, значи не вистина, туку личен став, българска е работата. Добро, окей. Жарко, како сакаш? Значи, многу убаво ви објаснив, за разлика од тебе, јас од децении ја следам Википедија. Дали ќе учествуваш ти, не е битно, не ти се обраќам тебе, туку на сите. Тоа е ваш избор, колку ќе се образувате, што ќе правите. Утре вечер исто така продолжуваме на оваа тема, затоа што тензиите како ретко кога се зголемуваат. И како што го слушнавте овој гледач кој му се спротистави, па дури некоректно на моменти, во обид да се обидам да му се олади главата, затоа што, луѓе, не можете да замерате некои навредите за Македонија ја чувствуваат лично, како лична навреда. Значи не се работи само за општи национални абстрактни чувства. Некој за Македонија плаче, некој за Македонија крвари. Има некои луѓе кои се поинаку ја доживуваат, кои поинаку ја сакаат, кои поинаку се борат. Но не можеме да ги омаловажиме и не можеме да ги абстрахираме тие луѓе. Значи, затоа отворена програма ќе има до петок, до краја во петок ќе се обидам и да стапам во контакт ако има ноќна стража, бидејќи има полиција околу гробот на Гоце Делчев кој треба да заштити од провокации. Сега, нормално, нема дали тие провокации би биле од наша страна или од која, но и да не ве чуди дека има на некој македонец кој ќе му зоврие. Но ако некој може во Европски парламент да се поздравува со фашистички, нацистички поздрав и јавно од Европска унија член и членка на Европска унија да негира една цела нација, еден цел народ и да го омаловажува,
а национална телевизија да дозволува тоа да помине несанкционирано или барем да нема реално спротиставување на тоа, ја немам што да кажам. Еве, јас сум никој и ништо, го кажувам некој мој став, небитен, вие го кажувате многу побитен и ве замолувам, бидете поспремни, бидете поелоквентни, бидете подобри од што непријателот, бидете пописмени, почитени, јавете се, зборите. Знаете како ги слушаат овие емисии? Јас сум еден од ретките новинари кој бил прикажан на националната бугарска телевизија во моментот. Значи, има наратив, документарец од 2005-2006 година, каде вика и македонците и скопјаните во нашата Македонија, демек бугарската Македонија, еве како пропагандистички делуваат кога ние викаме дека нели, ова е Бугарија, дека ние сме бугари. Има мене каде им викам лажат. Лажат. И цела Бугарија мене ме знае, бидејќи и они тоа го пласираат дека ја викам дека го направиле дека сите бугари лажат. Не, јас се обратив на политичарите и на нивните платени нацистички историчари. Сега, колку има поддршка, колку е испран мозокот на народот таму, но колективна одговорност не постои. Затоа бугарите си ги сакам како свој братски народ и нема одговорноста да им ја префрлам нив, но ќе ја префрлам на политичарите наши и нивни, кои не знам со каква цел, од кои центри го прават ова што го прават. Останете будни. Лека ноќ и пријатно.